Додека државата брза да го донесе законот за антидискриминација како последен законски услов за добивање безвизен режим, граѓанскиот сектор со низа забелешки. Работната верзија е нецелосна и не ги запазува европските директиви, велат оние на кои им е најпотребна заштита. Сакам да истакнам нашата загриженост од последиците на нецеловитоста на предлогот за донесување на овој закон. Прво, законот не предвидува промоција, едукација и нема дефиниција за дискриминација. Не е ништо сменето во однос на постоечките надлежности на народниот правобранител, не е извршено проширување на подрачјето на неговото делување, соодветно на новата работа која му се дава. Предупредува и холандската амбасадорка. За овој закон на власта ќе треба многу храброст, бидејќи антидискриминација значи и почитување на правата на хомосексуалците. Човековите права ги вклучуваат и сексуалната ориентација. Мислам дека мрашење знаеме исто така од искуство дека за ова е потребно и лидерство и храброст. Во Холандија можеби некои сметаат дека ние сме чудни затоа што отворено се дискутираме за овие прашања. Корекции на текстот побара Ива